Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Александар Николовски од ВМРО ДПМН е гостин вечерва во нашето студио. Господин Николовски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам поканата, секогаш е задоволство. Мило ми е ше е задоволство, мене не ми е задоволство, не заради вас, туку заради темите кои се обработуваат, темите се искрено што се. Мене ми е задоволство затоа што имате еден уникатен формат. Подолг, каде што може доста работи да се кажат и не гостувам често кај вас, но мислам дека сите гостувања оставиле трага, сме отвориле теми кои што после тоа биле општествено значени, така што благодарам навистина на поканата. Има формати, има други кај што дневна политика може да се дроби. Јас сакам една општа слика, што било, што не чека, зошто го поминавме тоа што го поминавме, а дневната политика едноставно не може да се бега. Вие имате актуелности моментално, но ајде дозволете ми една минута затоа што да ви кажам што е мојата идеја. Ја во овој момент, значи, прво не сум уплашен човек, немам страв, бидејќи сум верник и викам добре дошло се. Но во овој момент, господин Николовски, јас сум убеден дека Македонија не виртуелно, не да кажам како некоја транскрипција за лошото владење на едни или на други, туку буквално во физичка смисла се распаѓа. Како врв на мојата перцепција дури не е ни крадењето, дури не е ни ништо правењето со тие пари, туку толкавото големо задолжување на земјата да просто у овој момент да ми дадат карт да бланш, еве, не знам, Обединети нации да ми речат господине Јанко, земете водете, а Македонија не фала. Не фала. Не, едноставно не гледам излез. Еве, запиши таму прашање, у подпрашање. Имате ли барем некаква идеја која ќе дојдете? 6 милиарди должи земјава. Што ќе правите? Не, појте, ама завршите. Ајде, нема проблем. Од што ќе ги вратиме? Од нови задолжувања? Тоа е една работа. Друго, политичката игра за бришење на Македонесот, веќе Македонесот ние имаме малцинска влада де факто, по моем согледување. Точно. И секој преговара за Македонија, за Гоце, за идентитетот, освен македонците. Ние буквално сме ние сме поробени. Ние сме во окупација. И едноставно, ја гледам дека земјава пука, дека дојдено е да се раздели. Јас знам дека ВМРО нема да го дозволи тоа, но мислам дека сте веќе немоćни. Дека целава игранка буквално отиде до тоа. Да дојдете на власт, ќе дојдете. Првите избори кои ќе се случат, тоа ќе биде, ама што со тоа? Ќе победите. И 67 да имат, 87. Господин Николовски, како ќе владеете? Нема пари,
за здравство. Не може да се довршат проекти, испокрадени се парите за автопатишта. Качанички пат не може да се направи. Кичево Охрид не го спомнувам, тоа е веќе археолошки локалитет. Уште 30 секунди и ви давам збор, ја кафе ке пијам. Значи, не гледам дека постои било каква... Да не збориме за струјата, да не збориме за сите овие кои се ухлеба партиски фамилии кои сега ја раководат државата и едноставно на тој начин стануваат недопирливи за било што, за било кого, а нели кога ќе дојдете на власт, ќе ви речат амбасадите. Знаеме дека не, да не дигаме, остете ги и тоа, и така натаму, и така натаму. Али затоа ВМРО-вците ќе си киснат по затвори 27-ми, запишете таму дека треба да збориме и за Страсбур, да го спомнеме, и бонсоа, месија, си vous plaît. Мерси, Вако. Многу теми отворивте. Ти морам се малце подолго да одговорам. Бидете мој гостин. Ако претерам слободно, не ве пресекувам. пресечете ме. Прво, во однос на долгот, јас уште пред 2 недели напишав една обсежна колумна поврзана со долгот во неделникот Фокус. Сега не сите читаат неделници, така што ќе пробам сега да накратко ја објаснам целата работа. Имате доста гледана емисија, многу луѓе ќе го гледаат тоа. За оваа година, прво ќе зборувам низ бројки. Главниот проблем на зборување низ бројки е тоа што на луѓето им звучат нереално, виртуелно и не можат да ги почувствуваат, но ќе се обидам на наједноставен начин да објаснам за сватаците. Вака се, чекор по чекор. Вкупниот проектиран дефицит на буџетот за оваа година е 800 милиони евра. Што е дефицит? Тоа е колку владата на СДСМ и на ДУИ ќе потроши повеќе од тоа што собира. Тоа е, народски кажано, пуштање на ногата подолго од тоа што е чергата. Тоа е како едно семејство, месечно да има прилив од плата, да речеме вкупно, сите во семејството 60.000 динари, а да трошат 70.000 динари, 10.000 динари им не достигаат. Сега тоа во семејство е невозможно, затоа што никој не ти дава на вересија или на заем, но во држава е возможно, затоа што државата може да се задолжува. Значи, проектираниот дефицит, односно народски кажано дупка во буџетот, односно колку владата на СДСМ и ДУИ ќе потроши повеќе од тоа што ќе собере во текот на годината, е 800 милиони евра. За споредба, Сега. ова е само 23-та што зборам. За споредба, автопатот од Скопје до Штип чинеше некаде 280 милиони евра. Значи, ова се скоро 3 автопати само дупка, фрлени пари во вода, а автопатот Охрид-Кичево, кој што вие никако да го изградат, чини околу 600 милиони евра. А само дупката е 800 милиони евра. Значи, само дупката годинава е 1,5 до 3 автопати. Само годинава. Сега, како беше она? И тоа не е се. Задолжувањето кое што планираат за 23-та да го направат, че колку планираат да земат кредити, на кои што се плаќаат камати, и кои што нема тие да ги враќаат, туку ќе ги враќаат следните генерации кои што доаѓаат, и влада на ВМРО да помане, е 1,6 милиарди. Значи, планираат да земат дупло повеќе од тоа што дупка прават. Значи, прават дупка од 800, земаат кредит 1,6 милиарди. Тоа значи дека и овие пари кои што ги представуваат дека ќе ги приберат, во суштина тие не ги прибираат, туку ги земаат како кредит, што значи дека дупката во буџетот не е 800 милиони, туку е 1,6 милиарди. На буџет од 5,2 милиарди евра, тоа доаѓа некаде околу 30 и нешто посто. Значи 30 и нешто посто има дупка во буџетот. Народски преведено, тоа е како едно семејство да заработува вкупно сите дома членови 60.000 денари, плюс минус,
а да трошат 75 до 80.000 денари месечно. Одам понатака. Малце се споредуваме, за да добијате тука чувство граѓаните. Ќе споредувам со двете влади на ВМРО да помане. Едната 98-2002, втората 2006-2016. Последната година од владата на ВМРО да помане првиот мандат е 2002 година. После војна во Србија, 99 година. Косовска бегалска криза, 300.000 луѓе тука ги храневме година и кусор. И после војна во Македонија, односно воен конфликт 2001 година, вкупниот долг на Македонија во 2002 година, за сите години од самостојноста до тогаш, значи од 1991 до 2002 година, вкупен долг за 11 години е 1.500 милиони. Значи вкупниот долг во 2002 година, последна година на првиот мандат на ВМРО да помане, е помал од долгот кој што овие ќе го направат само оваа година. Одиме следно споредување. 2008 година се случи светската економска криза, најголемата финансиска криза било кога видена во историјата на светот, далеку поголема криза од оваа криза која што сега ја имаме со војната во Украина. Тогаш беше ВМРО да помане на власт. Вкупниот долг во 2008 година е 1.300 милиони. Значи за 17 години Македонија должи само 1.300 милиони, што значи споредено со 2002 година кога е 1.500, 200 милиони се раздолжила со влада на ВМРО да помане, или во проценти од бруто домашниот производ е 23% тогаш. Денес планираат само за една година да земат 1.600, значи за една година планираат да земат 300 милиони повеќе од тоа што бил вкупен државен долг во 2008 година со влада на ВМРО да помане. Вкупниот долг ќе достигне 7,7 милиарди евра, што значи дека споредено со 2008 година е зголемен за 6,4 милиарди евра. Значи Македонија во 2023 со СДС и ДУИ должи 6 милиарди и 400 милиони евра повеќе отколку Македонија што должела во 2008 година со ВМРО да помане. Се пробива психолошката бариера од 60% од бруто домашен производ и најбитното. И во првата, и во втората влада на ВМРО да помане се градеше. Можеме сега да наброиме 30 проекти до 40 кои што на прва ќе ни дојдат без да размислуваме и од владата 98-2002 и од владата 2006-2016. Сега со овој долг од 7,7 милиарди евра, зголемен за 6 милиарди и 400 милиони евра, ништо не се гради. Каде се парите? Каде се парите? Одлично прашање. Парите одат подвелини. Едното ги јаде криминалот и корупцијата и второто за купување на социјален мир. Океј, за плати. Плати, пензии, Ама социјална и тоа не помош. моди. Еве ги председателот плата не може да земе. Сега, зошто- Здравствените работници Зошто не може им да... оди? Тоа е одлично прашање. Кога парите од буџетот ги трошите во капитални расходи, или народски кажано во градење, вака наједноставно да кажеме, во автопати, пруги, мостови, болници, училишта, градинки, спортски сали, Скопје 2014 и така натака, кога ги трошите за такви работи, тие пари се вртат до 10 пати. Значи, кога тие пари ќе ги потроши државата, бизнисот ги врти до 10 пати. Работници, цемент, работна сила, струја, она, Точно. на тоа мислите, Точно. така? И кога тие пари ќе се свртат 10 пати, тие пари носат 10 пати данок повторно во државата. И од тој данок има за зголемување на плати, за зголемување на пензии, како што праја двете влади на ВМРО да помане, за студентски субвенции и така натака, да има лекови на време, да не ги бројам сите работи кои што се нормални за една држава. Кога парите не ги трошите во градење, туку суво ги исплаќате како пензии, како плати, како социјална помош и така натака, тие пари не се вртат. Зборувам најнародски. И автоматски ги снемува. Сметки, храна. Ама еднаш. Аха. Ако ги пуштате во градежништво, во бизнис, се вртат до 10 пати. И ова е наједноставна економска логика, која што во владата ја немаат. Тоа е околу задолжувањето. Второ ме прашавте во однос на малцинска влада. Тоа е едно големо прашање кое што сега
се случува во собранието. Имено се обидува власта на СДСМ и на ДУИ да ја внесе алијансата на албанците во владата. Обидот за внесот на алијансата на албанците во владата е класичен пример, вака насликано како на платно, како на екранов што го имаме овој камин, на политичка корупција и политичка проституција. И знам дека овие мои зборови многу ги болат и затоа ме напаѓаат како што ме напаѓаат деновиве. Која е логиката да се оди на избори, затоа што на избори се оди за да се знае кој е власт, а кој е опозиција? Тоа е смислата на демократијата, баланс да има. Која е логиката да се оди на избори ако сите после сакаат во влада да влезат? Која е логиката албанците во Македонија да гласаат за ДУИ или за алијанса на албанците, па едните да победат, другите да изгубат, едните да се власт, другите да се опозиција, ако двете сакаат во влада? Која е логиката да алијанса на албанците е посебна политичка партија ако сака со ДУИ во влада? Браво. Логиката е политичката проституција и политичката корупција. Зошто велам проституција? Некој ми велат тежок збор. Затоа што е проституција да вие бидите опозиција, да доаѓате кај ВМРО-ДПМН и да молите за поддршка на локални избори и после тоа да сакате да влезете во влада со СДСМ и со ДУИ. Тоа е проституција, ништо друго. Нема друг збор освен политичка проституција. Кај е сега политичката корупција? Политичката корупција мора да се наслика, а таа отприлика изгледа вака. Минатото лето, на 20 август, имаше предвремени локални избори за Советот на општина Тетово. За народот може би небитни, но во албанскиот политички кампус многу битни. На тие избори, покрај тоа што ВМРО-ДПМН кај македонците го прегази СДСМ, 4-2 ги тепавме, алијансата на албанците не успеа да освои ни еден советник. Што ќе се согласите? Дека е една прилично чудна ситуација за втората најголема политичка партија кај албанците во Македонија да не освои ни еден советник. Највлијателен во така наречениот Полошки регион, односно во регионот на Тетово и на Гостивар, е Арбен Таравари. Очигледно е дека Арбен Таравари го намести својот партиски тогашен претседател Зијадин Села на тие избори. Односно, намерно му работеше контра, за да и се случи бродолом на алијансата на албанците и Зијадин Села да мора да си поднесе оставка. Затоа што дека беше Зијадин Села претседател таму, работеа тврдо опозицијски, соработуваа со нас и се бореа против ДУИ. Значи, првиот чекор е рушење на Зијадин Села. Вториот чекор е поклон една преубава куќа во скопската населба Тафталиџе, по мене поелитна населба дури и од Водно, затоа што Водно треба на планина да се качуваш, ова е среде центар. Значи, Арбен Таравари добива поклон куќа од 261 квадрат среде Тафталиџе. И третиот чекор е влез во владата. Значи, имате политичка проституција, прв чекор, политичка корупција, втор чекор и трето е влез во владата. Албанците ова го гледаат како бизнис? Па тука сме да заработиме? Не верувам албанците како гледаат. Неколку политичари во албанскиот кампус, да, албанскиот народ не. Политичари, мислам, се извинувам. Прв комшија на Арбен Таравари, да не генерализирам и народот. Ни помалце, ни повеќе му е кандидатот за министер за здравство. Значи, двајцата живеат на иста улица. Се имајќи предвид дека се проставуваат како проевропска коалиција, дали знаете како се вика улицата на која што Арбен Таравари и Фатмир Меджити имаат куќи? Многу внимавале кога добивале куќи на поклон, да не речам како мито, и ги земале на улица Бриселска. Значи, улицата одговара. Таман. Сега, една улица над нив, например, е еден министер од владата на ДУИ и двајца бизнисмени. И тие погодиле улицата, тие живеат на улица Софиска. Значи, споени се улица Софиска и улица Бриселска во најпроевропската влада во Македонија и најкриминалната влада во Македонија. Убава иронија, се согласувам. Иронија која што е вистина. Што после? Ме прашавте. Прво, клучно е ВМРО-ДПМН да освои над 61 пратеник. Затоа што тоа е единствениот начин да им завршат политичките кариери на белосветски преваранти како Али Ахмет и Артан Груби и Арбен Таравари. Ма нема шанси. Има шанси. Зошто? Затоа што ВМРО-ДПМН во моментов е единствената опција која што може на македонскиот народ
да му испорача резултати. Нема ни една друга политичка партија во македонскиот кампус која што може да е во позиција да формира влада. СДСМ ќе биде драматично поразена, сите останати се мали. И глас за помали политички партии е глас за продолжување на политичкиот век на Али Ахмети, Артем Груби и Армен Таравари. Зошто? Затоа што е јасно кој ќе е победникот на следните избори, само прашањето е дали ВМРО-ДПМН, а со тоа и македонскиот народ, ќе трпи уцени за формирање на влада или не. Ако освоиме 61 пратеник, немаме обврски према никого, затоа што сите правила во оваа држава тие ги прекршија и ќе видиме дали воопшто ќе каниме коалиционен партнер. Ако ми речите сега, ама треба да има албански коалиционен партнер, не треба да има албански коалиционен партнер, затоа што тие ги прекршија сите правила, а дали ќе има албанци во владата, може би ќе има албанци во владата, предложени од експертската јавност, од науката, од универзитетите, луѓе домаќини, а не луѓе криминалци. Значи, начинот да се заштити македонскиот народ е ВМРО-ДПМН да освои 61 пратеник и после тоа е на сериозна битка со организиран криминал и корупција пред секој политичари. Да видиме Таравари за колку ја купил куќата, дали воопшто ја платил, кој му ја поклонил, зашто му ја поклонил и да му се конфискува. Како прв чекор, например, и сите други после него. Да не зборувам предолго, мислам дека доволно вака одговорив на сите прашања. Не, може слободно уште опширно да говорите ако ви доаѓа, ако имате што, затоа што ја пак ќе се навратам на овие работи. Прво, често пати и вам и на Христијан Мицковски, а Христијан гледам дека многу го нервирам кога му го поставувам тоа прашање, и ама со право го нервирам. У смисла Провоцирате, разбира. го провоцирам. Кој ќе речам, дека македонскиот народ не одлучува, одлучуваат амбасадите. Не е така. Знам дека не е така, еве и вас ве нервирам. Арно, ама, ја не викам дека одлучуваат амбасадите што ќе ви се јават вас па вака или онака да направите. Кога ќе седнат 10 слики со Али Ахмети, со Таравари, со Груби, со овој, со оној, американската амбасадорка доаѓа и вика борба против корупцијата, испраќам тимот го нема, штама, се појавува со Али Ахмети и сега се прашуваш, чекај бе, кој е амбасадор овдека? Не, ја ти Ама викам, тука губат Александр, да кредибилитет. довршам. Извинете. Значи, како ние го перцепираме тоа? Па овде команда Али Ахмети, а не америчка амбасада? Значи, дури што е и нонсенс, пази, Во нормални услови така треба да е, само што е проблем што Ахмети има изгубено секаков кредибилитет, зошто Кај велам кого? ова? Кај кого? Кај странцеве? Не, кај домашната јавност. Не, затоа сакам да што- кажам дека јавноста, кога ја види сликата и вика, о, валај по, Само ако ми наш дозволите. човек е, добро е, го поддржуваат, Јас ќе гласаме за него. не И мислам, така се прави. Не мислам дека било која амбасада треба да команда во Македонија. Во Македонија треба да командаат во Ова е наводници. официјално е, да кажете, нема Не, проблем. и директно го мислам тоа. Во Македонија треба да командаат тие кои што ги бира народот. А тоа се избраните пратеници во собранието и тие кои што пратениците ги бираат во Странските владата. амбасади го срушија Проблемот- ВМРО ДПМН за 3-4 години. Не е Финансира, точно тоа, знаете ви. финансира шарена револуција. Амбасадори се шетаа по судови, се шетаа по партии. Абе, сите го гледавме тоа. треба- Не, треба никам да сме ве скарам објективни. со вас. Не, никам да ве јас скарам секогаш со вас, зборувам, ама секогаш зборувам објективно. Дали е факт дека има политички прогон? Факт е, преку 3000 луѓе се под политички прогон само затоа што се членови на ВМРО-ДПМН. Исто така, зборував пред некоја минута за добрите работи во владењето на ВМРО-ДПМН, мора да се погледнеме во очи, ВМРО-ДПМН имаше и своји грешки. И тие грешки го донесоа ВМРО-ДПМН во опозиција, што е веројатно и нормално во животот на една политичка партија. Ние не сме прв пат во опозиција и мене не ми е прв пат во опозиција. Јас сум почнал политички да бидам активен на едно повисоко ниво како председател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, кога бевме минатиот пат во опозиција, период 2002-2006, и јас станав председател на УМС во 2004 година. Во опозиција се оди главно заради собствените грешки. Прашањето е што правите во опозиција, дали учите од грешките и се прочистувате. Мислам дека оваа трета генерација на ВМРО-ДПМН успеа јасно да се прочисти од грешките, јасно да се дистанцира од одредени кадри кои што направија штета и на партијата и на државата, да стави ограда од нив и да оди напред. Во актуелното раководство на ВМРО-ДПМН ние немаме ни еден човек кој што може да се поврзе или да е атрибут
со било каква неправилност или криминал или лошо владење, а за жал имаше и такви, и ВМРО-ДПМН тука мора да направи јасна дистанца. Не е десничарска политика елитизам. Не е десничарска политика да се носат одела од 5000 евра. Не е десничарска политика да се градат хотели на плоштад. Тоа не се десничарски политики. И затоа ВМРО-ДПМН се огради од тие луѓе. И тоа мислам дека на народот му е совршено јасно. Избори се добиваат и се губат само од народот и од никој друг. Иначе да не беше така, Циле Тупурковски ќе беше уште број еден човек во држава. Добар си. Така е, јас го почитувам, ми бил професор, како интелект го почитувам многу, но како политичка филозофија, таа беше неговата политичка филозофија, странците дека решаваат, да беше така, Циле ќе беше број еден политичар во Македонија, добро, ја како Циле. ама не, во пензија и поздрав до професорот. Океј. Ако треба да ви одадам ја лично некаков кредит, ако не е мое, обично и кад новинарот треба да биде неутрален, ја велам неутрално е млака вода, а таа се користи само за чистење на стомак. Така да или жежок или ладен, само да не си средина. Да ви одадам респект, бидејќи и јас се сомневам во капацитетот на ВМРО-ДПМН изминативе години, дека имате капацитет, дека ова, дека она, дека сте вакви, дека сте такви. Ги слушав сите напади кон вас, но обстанавте и мислам дека денеска, ја дури се последниве година дена гледам, викам, неверојатно ми е. Пази, на се ова што ни се случува, ако ги отворам насловите, бидејќи мене тоа ми е работа, да сурфам, не можам продлабочено да гледам и да следам, има повеќе напади кон ВМРО-ДПМН или поготово спрема Христијан Мицковски, одошто спрема било кој друг. Затоа што водат таргетирана кампања против него. Тоа е во ред. Затоа што се свесни дека е најпопуларен политичар во државата и дека со својата популарност ги загрозува сите други. Но она што во тие напади може да се забележи се две линии. Прво, дека одат исклучително на еден личен напад, што е крајно недостоинствено, и второ, до денес ништо црно не извадија за човекот, што покажува дека си ја работи работата честно и нема што да кажат за него, и мислам дека е тоа нешто што најмногу ги боли во оваа ситуација. Мислам дека издржа страшни удари, страшни напади. Некогаш подобро ги издржа, некогаш не. Знам и ја по себе кога сум трпел медиумски напади и така натаму и така натаму. Видете, најтешко е кога сте под Многу е лажен тешко напад. да- Значи, најтешко да се... задржиш сенс. Точно, се задржува, народски кажано, ладна глава, или се задржуваат емоциите, кога слушате лаги и глупости за себе, но успеа председателот на партијата да ја донесе ВМРО-ДПМН во ситуација да имаме двојно поголема предност од СДСМ во моментов, што никогаш на ниједна опозициона партија во Македонија не се случило. Немало опозициона партија, без разлика дали ние сме били опозиција или СДСМ, која што повеќе од 2-1 ја водела владачката партија на било кој истражување на јавно мислење, и затоа овие бегаат од избори. Вакво епско бегање од избори, ваков спринт немало. Усеин Болт им е прв братучет и дома гепарди чуваат да ги научат како да бегаат од избори. Мислам дека треба на Олимпијада да ги пуштиме следен пат, бар некој резултат ќе имаме, затоа што ваков спринт неам видено во македонската историја на бегање од избори, така што еве совет до председателот на Македонскиот олимписки комитет да побара од влада, од премиери неколку министри да одат на следна Олимпијада во спринт на 100 метри. Мислам дека резултат ќе направат, ама пред нив да им виси предвремени избори. Мислам дека тоа што го гледав критика спрема ВМРО-ДПМН е дали постапувате така, како сте постапиле онака, дали сте требале ова да направите или она. На подолг рок се покажува дека имате многу работи што треба да мислите. И државата, и партијата, и луѓето, и тоа што треба и да се одржите, затоа што снимувањето на ВМРО-ДПМН може да биде погубно по Македонија, но како и да е, во овој момент се е можно, па може би утре и некој ново ВМРО ќе има. Но она што јас го перцепирам
и постојано го поставував како прашање и вам, и на Христијан Мицкоски, и на други кои дошле од ваша партија, како до наредни избори. Вие едноставно претате како риба на суво, не можете да изгласате. И многу слушам да направите предвремени избори. И слушав, читав коментари од едни, од други, од пријатели, од непријатели, што треба да направи. Буквално, ја стварно сте во право, бидејќи буквално невозможно е било што да направиш кога они во оваа ситуација ќе одложуваат избори со вештачки мнозинства, со купување, со проституција политичка, око не им трепнуе. Око не им трепнуе. Пази, таа храброст доаѓа од негде. Пардон, таа дрскост Па, како велам, најголемата храброст е во суштина најголема слабост и најголем страв. И убаво го поставувате ова. Проблемот со предвремените парламентарни избори е што знаат дека ќе им се случи бродолом. Прво, а второ, мислам дека најголемиот проблем. Има ли начин да направите? Нема начин. Тоа е второ што ја кажам. Најголемиот проблем на власта на СДСМ и на ДУИ не е тоа што ќе има избори. Затоа што и додиме на редовни избори, за 10 месеци од денес влегуваме во кампања и во техничка влада. Што значи тие имаат максимум година дена до избори. Нив не им е проблемот дали изборите ќе се мај годинава или март-април година. Нив проблемот им е што знаат дека после тоа ќе одговараат затоа што не успеа да инсталираат во ВМРО-ДПМН раководство кое што ќе под нивни диктат, со кое што ќе можат да се договорат да не одговараат после избори. Така што најголемиот страф на овие спринтериве, Усеин Болт и Гепард, не е тоа што ќе одиме на избори, туку што ќе се случува после избори. Тоа им е стравот затоа што не успеа нити Мицкоски, нити мене, нити било кој од врвот на ВМРО-ДПМН да компрометираат. Не успеа никој од нас, народски кажано, да седнат во скут и со ниеден од нас не успеа да се договорат. И тоа е нивниот клучен план. Иначе јас на оваа маса сум кажал дека постои прв пат во јавност, дека постоеше мастер план за затварање на ВМРО-ДПМН. Идеен творец Радмила Шеќеринска, 2018 го знам. Точно, спроведувачи врвот на СДСМ. Нив не им успеа мастер планот за затварање на ВМРО-ДПМН затоа што ние жестоко се спротивставивме на таа работа. Иначе нив им беше идејата ВМРО-ДПМН да е судски забранета партија, судот да донесе одлука дека ние не смееме да учествуваме на избори. И се им беше готово, им го растуривме планот, затоа што упадите кои што сака да ги прават во ВМРО-ДПМН преку така наречени вонредни конгреси, не им успеа затоа што се избраја лоши и корумпирани играчи, ама веројатно ги бира лика и прилика на себе. И тоа е главниот проблем кој што може да ја чини Македонија 10 месеци плюс власт на оваа владеечка структура. Предолго е. Но секое лошо е за добро, затоа што после тоа ќе донесе во Македонија такво чистење на политички корумпирани елити, какво што досега не е видено, затоа што не се лажеме. Досега корупција во политика во Македонија не е исчистена. Дури и ова што беше политички прогон, ние не видовме ни еден случај против политичар за корупција. Имаше за некакви си шамари, имаше за некој Мерцедес кој што сега овие го водат, но ние не видовме случаи за корупција. Досега нема ни еден политичар во Македонија кој што одговарал за корупција. Сега ќе има подоста, многу ќе има, десетици кои што ќе одговарат за корупција, затоа што ние секој ден го изнесуваме тоа во јавност. Па ние како ВМРО-ДПМН изнесуваме корупција за политичката партија ДУИ, иако ние јасно кажуваме дека не очекуваме дека албанците ќе гласат за ВМРО-ДПМН, затоа што ВМРО-ДПМН е пред се партија на македонскиот народ, така? Зошто го вадиме тоа? Затоа што сакаме да исчистиме корупцијата. Зошто за Артан Груби 5 дена со ред кажуваме што прави и како прави и знам дека е јако нервозен и не знае да се справи со ситуацијата. Затоа што тоа е политичка корупција која што мора да се исчисти после промената на власта на избори.
Но нивната сила секогаш доаѓаше од нивниот народ, спремен да иде на улици, да се радикализира и обично така ја држеа пат Сега го нема народ, затоа што Мислиш народ... дека го немаат? Народот гледа какви бандити се и какви криминалци се. Мислиш дека кај албанците веќе се развива таа висока Да, свест апсолутно. наднационална, Па, дека и они денес- си гледаат живеачката, дека гледаат Гледате. дека некој се богати и Ние- краде, ние а вадиме- некој седи сиромашен и едва и крпи крај Ние со вадиме крај. криминал и корупција во ДУИ и конкретно кај Артан Груби, тие одговараат ВМРО-ДПМН антиалбанска партија. Да. Што има врска крадење со антиалбанство. После тоа, ние вадиме криминал и корупција кај Артан Груби, тие мене ми ставаат зборови во уста кои што не сум ги кажал, дека јас сум повикувал на војна. И нашиот одговор е многу едноставен. А одговорот доаѓа и преку неколку текста кои што денес ги прочитав на проминентни новинари албанци, на кои што очигледно им е јасно што се случува, кои што велат немојте да зборувате дека ВМРО-ДПМН е антиалбанска партија, кога ви го вади криминалот и корупцијата. Криминал и корупција нема ништо со антиалбанство, напротив, тоа е во корист на народот. Иначе, затоа што деновиве вода црна кампања против мене, знам јас дека многу ги боли тоа што криминалот и корупцијата им го вадиме. Уште повеќе ги боли што за мене ништо немаат да извадат, затоа што нема ништо за мене, а најдобра потврда на тоа е изјавата која што ја даде Арбен Таравари. Пазете каква политичка наивчина, нема друг збор, вели да го прашам Николовски зошто во прислушуваните разговори од 2015 година него го нема. Па валјда затоа што не сум правил тоа што не треба, затоа ме немало во прислушуваните разговори, затоа што сум гледал да работам честно и одговорно. Ме нема во прислушуваните разговори, затоа што за разлика од Арбен Таравари, јас куќа на поклон не сум добил и нема што да извадат во тие прислушувани разговори, а во однос на закани за војна, од тука да им се заканам со војна против организиран криминал и корупција. Значи, после промената на изборите војна ќе има, да, ама против организиран криминал и корупција и ќе си одговараат од прво до последен. Имате аналитички центар, имате во партијата луѓе кои се занимаваат со медиумите, следат и така натаму и така натаму. Дали ви е јасно дека све ова вие што го зборите, Таравари, Груби, ова афера, она афера, исчезна после фичото. Веќе 4-5 ден разговараме за еден новинар, се разговара Шопрелон кога имал 14 години. Мислам дека проба да дефокусира, но нема дефокус од криминал и корупција. Ама дали ви е јасно дека све заборавија? Не е Во исти така, момент. не е така. Знаете како, не е така. Гледате, Секој кој ќе си отиде дома, какви работи имаме. Имаме протест на здравствени работници дека ќе не се слагам, дека тоа е не земаат плата. виртуелен свет. Секој Потоа, кој ќе си отиде дома гледа автобусот нема пресуда. Болницата нема пресуда. За короната тие 2 години толку криминали се случија. тоа до прва ќе се истражува. Во насока на ова што го зборувате. Дали вие ајде да те наведам нешто Само многу... да ви одговорам на ова и ќе одговорам Може? на следното прашање. Ајде, окей. Кратко. Секој кој ќе си отиде дома, без разлика што слушал на работа, што читал по портали, што читал на Facebook, кој ќе си отиде дома, отвора фрижидер, или е полн или е празен. После тоа гледа сметки, или се платени или не се платени. Ако дома има празен фрижидер и сметките не му се платени, а тоа е заради криминал и корупција кои што цветаат во држава, сите други теми не постојат. Не сме ние Швајцарија, па сега да зборуваме за правата на животните или рис дали има или нема да трча. Ние овдека зборуваме дали луѓе од први до први можат да преживеат или не можат да преживеат заради криминал и корупција. Повелете себе прекинав. Ова е лична моја агенда. Дали не е коректно да ви го поставам прашање, ама ќе го поставам. Дали ќе отворите специјален трибунал за злосторства против човештвото во Македонија за она што се случуваше 2 години за време на корона кризата? Од полициска репресија, но пред се купиштата мртви кои мене ми е жал што ја тоа не го фотографирав, а бев жив сведок, знаеш дека живеам во кругот на клинички центар и често можев да бидам таму за време на кризата и тоа што го изнагледав и не ми е јасно, ја разбирам дека народот сака да заборави, тешко беше.
ама некој треба да одговара. Премногу невини, премногу луѓе незаболени. Имам сведоштва овдека. Едни од најгледаното видео е 10 минути човек кој плаче во живо, како здрава жена му починува, на крај му викаат дека е од корона и го крадат накитот. И нема ништо, нема за тоа. Али ваму Ојо ќе отвара да видиме што се дешавало у фичото, нема проблем. Видете, Што може би и во право. Ама како за ова не се отвара ништо? Не специјален трибунал, доволни се и редовните трибунали или судови, за да се испита ова што кажувате. Нема семејство во Македонија кое што нема барем една ваква приказна, како што споменавте вие, а за жал има семејства кои што имаат многу повеќе приказни. Тоа е една општа трагедија. Македонија беше помеѓу земјите со најлоша стапка на смртност и со најлоша грижа. Да не зборувам за аферите со вакцините, кои што ВМРО-ДПМН повторно прв ги изваде во јавноста, така што апсолутно за ова одговорност. Не е заборавено тоа со вакцините? Почему го споменувам? Значи не е заборавено. Фала ви за ова, одиме на следната тема. Следната тема е навраќање на првата тема, задолжувањето. Што ако ви изгласаме вас? Добри сте, Гоце ќе го одбраниме, сето тоа е убаво. Плати ќе има ли? Како на овие задолжувања, вие која ќе дојдете, ќе немате плата како влада, прво. Ќе немате да поделите плата, затоа што буџетите ќе бидат испразнети. Све е на задолжување. Од каде пари? Колку, бидејќи даноците придонесите не доаѓаат тие ката дневно па да можете, вие ќе треба да големи одлагања или големи нови задолжувања. Што е идејата, што е планот? Дали веќе можеби разговарате со, не знам, Меѓународен монетарен фонд, што и како, бидејќи ако во светот се збори за Great Reset, нам голем ресет ни треба во Македонија, ама сериозно е ова. Шарената револуција имаше таму многу искрени луѓе, меѓу платениците партиски, имаше искрени луѓе кои мислеа дека прават ресет, конечно нешто квалитетно да се надреди од Македонија. Испадна многу пострашно него против оно што се боря. Ај кажи ми, ако нешто ВМРО-ДПМН знае, тоа е економија. Убедливо мислам дека имаме најсилен економски тим. И тоа се факти, тоа не мора да го докажувам. Еве еден пример со општините. Во најголем дел од општините ВМРО-ДПМН има своји градоначалници. Видете што за година и пол направија градоначалниците на ВМРО-ДПМН, споредите што за 4 години претходно со централна власт поддршка направија нивните претходници од СДСМ и јасно е се околу економијата. Македонија може многу добар економски перформанс да има, може би ова ќе звучи чудно на многумина што ќе го кажам сега, како резултат на воената криза во Украина. Секоја криза во економијата е шанса за паметни држави. Бројни странски инвеститори, кои што беа во Источна Европа, не само во Украина, во цела Источна Европа, размислуваат како да си одат од таму и да одат на посигурно. Тие во Германија и во Франција не се враќаат затоа што имаат 50% данок и да мислеле дека им е добро таму, ќе си останеле, немало да излегуваат од таму и да одат како странски инвеститори. Тоа е првиот сет на странски инвеститори кои што може да се привлече во Македонија. Вториот сет е втората криза која што се случува во светот. Затоа секоја криза треба да се гледа како шанса. А тоа е големиот судир кој што се случува под површината помеѓу Соединетите американски држави и Кина. Тоа е судир кој што не е воен судир, но е судир во секоја друга форма. Бројни западноевропски компании имаат инвестирано во Кина. И тие се од политички причини гледаат како да си одат од таму. Повторно тие во Германија и во Франција или во Америка нема да се вратат заради оданочувањето, но можеме да ги натераме да дојдат во Македонија. Овие две политики да ги завршиме, верувајте дека ќе се дуплира буџетот и ќе може да се реализираат бројни проекти кои што сега за овие се мисле на именка. Ова е години. Во еден мандат. Ова е години. Не е години. Во еден мандат. Јас зборам. За 4 што години. Што во првите 3 месеци? Во првите 3 месеци чистење на криминал и корупција, пошто ако не исчистиме ние криминал и корупција, ќе ни тонат парите, нема да ги гледаме. Тоа знаете како е. Дома еден член на семејството може колку сака да
Ама заработува. имаат законски договори, не можете да ги поништите, ќе изгубите во Страсбург, ќе изгубите Чекайте. на секој суд. Дома еден член Тие на криминални семејството, договори. колку сака нека работи, колку сака нека заработува. Ако сите други трошат, тоа семејство колабирало, така? Истото и тука. Ако ние не ја исчистиме корупцијата и криминалот во првите 3 до 6 месеци, ние економија немаме. Затоа што странски инвеститори домашен не инвестираат во вакви корумпирани услови. Јасно ви е дека ова никој никогаш во историјата на Македонија не го направил? Добро. И никој не очекуваше дека ВМРО-ДПМН ќе преживее воопшто како политичка партија, па сега гледаме дека повеќе од 2 еден го водиме нашиот главен политички опонент. Стравот кај народот и оние што ве сакаат и оние што не ве сакаат е дека ќе ве седнат во скут. Кој? Странските фактори кои Па, ги штитат своите миленици Зашто овде не кои не бркаат седнаа работа. овие години до сега во скут? Па викаат дека сте седнати. Па еве не сме. Во јули месец спомина францускиот предлог. Се утепаја од кампањи водење дека ќе гласаме за промена на уставот. Гласавме ли за промена на уставот? Не. Што зборуваме на така? Велат Макрон ќе дојде да го прави последниот притисок. Добре дошол. Боле нашол. Страсбург, дали ќе го искоментирате? Да, сега ќе се дозволам да коментирам. Ќе кажам неколку работи за мене, затоа што од власта не ги кажуваат, не им одговара. Нели, од власта ме напаѓаат и немаат со што ме напаѓаат, па ми измислуваат таму погрдни прекари и така натака. Освен тоа, ништо друго немам слушнато за мене. Но да се вратам на сериозна тема. Јавноста не знае, затоа што тоа на власта не ја одговара, дека јас сум член на Комитетот за спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, единствен од Македонија и единствен од регионот. Тоа е комитет кој што следи што се случува со пресудите од судот во Страсбург, откако ќе бидат донесени. Ова ќе биде интересно. Затоа што бројни земји членки на Советот на Европа одбиваат да ги спроведат пресудите на Европскиот суд за човекови права, малце подолго се ќе одговарам. Например, една таква е Бугарија. Само за македонците во Пиринска Македонија, односно во Бугарија, има 16 пресуди на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, кои што Бугарија одбива да ги спроведе. Имајќи предвид дека е таква ситуацијата, на последната сесија на парламентарното собрање на Советот на Европа во јануари разговаравме за создавање на механизми кои што ќе ги присилат земјите членки на Советот на Европа да ги спроведуваат пресудите. И за тоа во мај месец во Рејкјавик во Исланд има голем самит на кој што ќе се донесат механизми со кои што пресудите ќе мора да се спроведуваат. Зошто го кажувам ова? Затоа што мислам дека само со ова што го кажав имам доволен кредибилитет да ја коментирам работата на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, да не зборувам дека за десетици судии сум гласал за нивниот избор изминативе години. Правилата во Таму важат, ја те гласав, кафе ми дужиш? Па не, да важеше тоа немаше да се така развиени како што се. Ајде, јади бурек мора малце да многу ми е камерно. Да не сме досадни. Многу ми е камерно. Сега, во однос на Јави му се каже, ајде ти учини фучини. Она што ве интересира, претпоставуваме последната одлука на судот во Страсбург поврзана со аболициите на претседателот Иванов. За мене е очекувана. Јас сум свесен дека кога ги кажувате работите и тие работи не се такви какви што некој очекувал, тоа не е пријатно и затоа се воздржував месеци, ако сакате и години ве наназад. Ова да го кажувам, затоа што разбирам како е кога човек има мака. А овде е факт дека се работи за политички прогон и факт е дека сите луѓе кои што беа предмет на обработка на специјалното јавно обвинителство беа предмет на обработка по политичка насока и политичка наредба. Тоа се класични политички случаи. Но суштината на работата на судот во Страсбург е следна. Таму може да поднесете апликација или доколку сите правни лекови се исцрпени, во превод поминате обвинителство, основен суд, апелационен суд, врховен суд, некаде и уставен, зависи од предметот, опција А, или опција Б, доколку има неправедно и долго задржување во притвор. Тоа се двете основи по кои што може да се поднесе апликација. Зошто е ова вака? Затоа што судот покрива територија од 550 милиони жители. Сега без Русија, затоа што Русија нели е исклучена од Советот на Европа, од 420
милиони жители. Доколку сите тие 420 милиони жители решат да поднесуваат апликации во судот, судот нема може само да ги архивира, камоли да работи по нив. Така што одлуката која што донесе судот за мене е очекувана и е согласно правилата и процедурите на судот. Кога ќе завршат сите правни лекови во Македонија, тоа е веќе прашање каква одлука ќе донесе судот. Што мислите, зошто тимот кој поднесе немаше увид во ова аматерска грешка? Не мислам дека е аматерска грешка, тоа веројатно се стратегии на адвокатите, треба со нив да разговарате зошто го направиле така, но треба свати јавноста. Знам дека е таму и сопругот на Јанкуловска. Затоа велам, тоа се нивни тактики, иначе се работи за исклучително квалитетен адвокат, господинот Владко Илиевски. Но ме интересира, треба да свати јавноста, да го искоментирам. треба да свати јавноста дека оваа одлука на судот на Страсбург не значи одбивање на апликациите, како што спинуваја од власта, и дека туку значи аболицијата на Иванов дека нема да се неважечка? одлучува сега, туку ќе се одлучува кога ќе завршат сите правни лекови во Македонија. Народски кажано, само го поместија одлучувањето, а не донесоа ни позитивна, ни негативна одлука. Со повеќе адвокати и правници кои колку толку ја разбираат целава работа, ми повторили и ми кажале дека не знаат и дека е без преседан еднаш дадена аболиција да биде повлечена. Дури и од сам председател невозможна, бидејќи велат дека еднаш дадени права, еднаш стекнати права не можат да се одземат. Тоа ќе го одлучува судот. Да. Ја не сум судија во судот да можам да зборувам. Ова е без преседан. Но јавноста треба да знае дека одлука судот нема донесена. Ни позитивна, ни негативна. Туку само го има поместено времето за носење на одлуката. Што понатаму? Што правиме? Нема, ја искрено да ви кажам, еве се враќаме на страна од тоа дека Македонија се распаѓа. Буквално. Дека нема да доживееме наредни избори. Се слагам со вас, депресијата кај народот е огромна, Бидејќи разочараноста е огромна. Не гледаме како но може да единствен начин да се менуваат работите е да ни се даде шанса. Нема друга политичка сила во Македонија во моментов која што може да изнесе промени. Сето друго е илузија. Останувањето дома е глас за Али Ахмети, Артан Груби и Армен Таравари. Гласањето за помалите политички партии е глас исто така за овие тројца. Гласање за СДСМ, со цела почит према нивните членови, не сакам ни да коментирам со сите злодела кои што и ги направија на Македонија, така што единствената опција која што може да изнесе и да формира цврста влада, која што ќе се бори со криминал и корупција и ќе ја крива економијата, е ВМРО-ДПМН. Исто толку е возможно и она што народот во овој момент го верува и го коментира е дека доаѓа до нова поделба на Македонија помеѓу Албанија и Бугарија. Не, невозможно Колку е тоа. и да е невозможно, народот вели и го чувствува тоа. Нема маса. Господин Николовски, Многу поголеми сили. нема Втора маса. светска војна не ја подели Македонија, камоли сега овие ваму на една страна не знаат, не може да се пребројат колку народ имаат, на другава уште држава немаат како што треба формирано, така што не, таква работа. Далеку е воопшто од здрав разум. Македонија ваква со СДСМ и ДУИ, со цела корупција и криминал, со цела пропадната економија. Значи, дури и во ваква состојба Македонија е посилна како држава и од Бугарија и од Албанија. Да не зборуваме со цврста влада каква може да биде Македонија. Во Македонија во моментов се живее поубаво и од Албанија и од Бугарија. Абе, ајде. Извини вака на Така е. вулгарен мој однос. Да ви кажам зошто. Во Македонија се тоне последниве 5 или 6 години, но претходно имаше стабилна влада. Во Бугарија се тоне 30 години. Вие знаете една нормална успешна влада во Бугарија? Не. Сега 2,5 години уопште влада немаат. Немаат. Албанија 90 години не може да се состават. Оружје се искраде Има анархија. од магазините на армијата. 10 години имаја граѓанска војна, така? Анархија, да речеме. Сега имаат вајар за премиер, кој што, освен што направи кралство на марихуаната и на кокаинот во државата, ништо друго не прави, така што Македонија е светлосни години пред двете држави, мене затоа ми е криво. И овде исто така сум зборувал, што Македонија влезе во иста група со Албанија, тоа е најголемата стратешка грешка на Зоран Заев и неговата влада. Што мислите, што треба народов да прави?
Имам два концепта. Да излезе на Двајца- избори масовно, ако можеме над 75% би било идеално и да ни даде шанса. Толку е доволно. Кога? Кој ќе Кај случат се изборите? изборите? Во најлош случај за година дена. Ја те прашувам нешто друго, господин Николовски. Има два концепта. Значи, на народов му врие. Едниот концепт е се бара радикализација на македонскиот народ, за да си ги одбрани правата и да се одбрани во овај да преживее. Тоа е едниот концепт. Да се радикализира на улица, како шарената револуција. И другиот концепт е дека се соочуваме со едно, вие сте политичар, не мора да навлегувате во овие теми, дека се соочуваме со едно зло, значи evil, не во смисла само на криминал, него во духовна смисла со едно зло, и дека при такво зло продуховен човек се повлекува, останува сам со себе и гледа да ја задржи единката и микрокосмосот околу себе стабилен колку е можно подолго. Мене ова ме подсетува на времето дедо ми мој покоен кога ми кажуваше прво дека бил Манасиев, па после му промениле име Манасиевич, па дошол до Манасиевски, па си го вратил своето Манасиев и така натаму и така натаму. Значи Втората светска војна како ја преживува, викам што правевте? Преживувавме, вика. Гледавме, вика, ќумбето да гори и да се свари храна, да ги прехранам децата. Вика, толку можев да се борам, ама се посветив у тоа. Што мислите ние додека да дојдат избори? Не е проблем кој ќе дојдат избори. Македонецот, иако наредниве која ќе дојдат избори, прво ќе го убедуваат дека што и да гласа, овие ќе знаат, мамата ќе му ја расплачат и дека мора да гласа за овие, оти ќе го прогонат. Но јас сум убеден дека никој не може да те прочита што можеш да гласаш. Ова е втората работа. Значи за двата концепта радикален или Па, мислам дека перфектно смиреноста. ја објаснивте состојбата кај духот кај еден човек и точно тоа се двете крајности. Едната е една силна експресија, една радикализација, втората е затварање во себе и секој човечко битие различно доживува тоа. Некои секако наспајува сака да излегуваат во јавност, некои не сака да излегуваат во јавност. Но протестите се секогаш природна средина за секоја опозиција и протести веќе масовно се случуваат во државата, дали е тоа во моментот во здравството, дали се земјоделците и не ги бројам сите категории кои што а не ги се гледаме. партиски. Што е уште Апсолутно не побаво. се, а имаат подршка од нас како ВМРО ДПМНЕ секако. Ние сме секогаш со народот. Но и во двата концепти, и во концептот на гласност и на протести, и во концептот на тишина и повлекување во себе, на крај во демократијата, Македонија е каква таква демократија, се завршува на избирачко ливче. Ако излезат граѓаните и гласаат, ќе биде Македонија. Ако седат дома, за жал ќе тоне Македонија. И тоа се двата избори кои што ги имаат. Можете ли да направите преврат на власта, триумвират во смисла како што шарените го направија? Со гласање, две Па не раци, знам дека кренати, направија шаврените преврат и таму заврши на избори. Не се сеќавам дека во Па на тие не се избори сеќавам. победивте, а изгубивте. не се па и тоа е вака еден мит. 51-49 точно е победа, но мислам дека перформансите на ВМРО ДПМНЕ се многу поголеми од 51-49 и затоа велам дека на овие избори ни треба убедлива победа за да не бидеме уценувани од никого. Тогаш ВМРО ДПМНЕ победи тесно и беше уценувано и затоа не формираше влада. Да направиме сега 61 пратеник, нема кој да не уценува. Така што едноставни се работите, ние можеме колку сакаме ги дискутираме, но завршуваат на истото, масовна поддршка на избори е лекот за оваа болест која што има зафатена. Може ли да биде заштитен? Како да се заштити народот од притисоци? Како ќе се овај може Па, би наистина, муабет пред избори? на исти ќе начин треба на да кој го што се крene? заштити на локалните избори. На локалните избори имаше многу притисоци, власта беше во рацете на СДСМ и ВМРО ДПМНЕ со поддршка на народот победи во најголем дел од општините. Да го повториме тоа што случи на локалните избори и јасна ќе работат. Ги изгазивте на локални. Така е. Со нивна полиција, со нивна УЈП, со нивно шумско, со нивни инспекции и така натака и така натака. Господин Николовски,
Ја немам што повеќе да ве прашам. Не би идел во одние дневно-политички теми, затоа што би сакал да го репризирам ова. Овде има неколку суштински работи кои можат да се да дојдат како добро подсетување во целиот концепт, а ако има нешто поактуелно, ќе ве поканам или вас или некој друг. Но во секој случај и покрај се ова што звучите оптимистични, ја морам и како верник да бидам оптимист, не заради вас, туку заради идејата на животот и екзистенцијата и мојата вера. Не добивам светлина малце, знаеш, луксите не ми се појачуваат, затоа што кога играш честно со нечестни, многу е тешко да поверуваме дека ќе добиете. Затоа што прљавата игра стално победува. Не на подолг рок. Ќе дозволите, не се согласам. Јас, кажете ми еден светски пример на голем бандит мафијаш кој што преживеал. Ние можеме да ги митологизираме. Еве, се е популарно на Netflix. Ел Чапо како заврши? Еден пример. Можеме десетици да броиме. Ама колку владееш? Добро е светот. Светот е убаво создаден. Сега, вие сте религиозен и јас сум. А тоа е дека доброто секогаш го победува злото, односно ѓаволот никогаш не победил. И затоа светот постои. Иако вика дека времињата доаѓаат кога он со сеќе завладее. И вие и јас знаеме дека не е така. А и сите кои што се верници. Океј. Ја ви благодарам за вашето гостување. Беше задоволство и благодарам на поканата. Мислам дека добар разговор имавме. Во некоја друга прилика, веројатно, на малце по релаксирани теми, за да видиме и пред народот порелаксирани. Сега се такви времињата и мора да зборуваме отворено на овие теми. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.